Почитувани присутни, почитувани представници на медиумите, дневните препукувања, префрлањето на вина, креирањето на поделби и конфликти нема да ја однесе Македонија кон посветлинина. Тоа е стратегијата на власта за да се зголеми апатијата и да се прикаже дека сите се исти во ситуација кога не сме сите исти. Токму овие работи, надополнети со криминал кој не се казнува, неправди и отсуство на волја за суштински реформи, се работите кои не влечат надолу. Препукувањата и кусогледите памфлети надополнети со ниски страсти и повторени лаги не се начинот на кој што една земја може да води политика. Овие 3 години доживеавме стагнација во секое поле. Иновативноста, вложувањата во образованието, културата и сегментите кои би требале да се моторот на прогресивноста во една земја се запоставени. Имаме култура која стана предмет на политичка трговија, програми и пари кои се делат не по квалитет, туку по бизнис и политички мотиви. Образование, кое не е во фокусот на владата и од кое започнува да се прави политика. А губат младите и идните генерации, но најважно се губи државата. Потребно е вртање на нова страница и воспоставување на концепт на обнова кој ќе донесе корените реформи. Квалитет и мотивација во образованието и културата. Денес ќе промовира мерки кои ќе ги реализираме во областа на образованието и културата. Затоа, како прво, се обврзуваме обнова која ќе опфати изградба на нови 20 и реконструкција на најмалку 50 училишта во Република Македонија. Повеќе училишта за подобри услови и по квалитетно образование. Новите 20 училишта и реконструкцијата на минимум 50 постојни ширум државата ќе значи пристојни услови за работа и инвестирање во идните генерации. Голем дел од постојните училишта функционираат во субстандардни услови и тоа мора најскоро да се промени веднаш после формирањето на новата влада од ВМРО-ДПМН. Се обврзуваме на обнова која ќе донесе, ќе повторам, која ќе донесе поголеми примања за универзитетскиот наставен кадар. И тоа воспоставување на методологија која ќе обезбеди и ќе ги зголеми примањата на наставно-образовниот кадар на универзитетите. И тоа до 100.000 денари за редовните професори, до 80.000 денари за морените професори, до 60.000 денари за доцентите и до 45.000 денари за асистентите на факултетите. Ова значи 2,5 пати повеќе од тоа што денеска го обезбедува државата. Ке повторам, ке дефинираме методологија според која редовните професори на универзитетите ке имаат можност да дојдат до месечни примања од 100.000 денари за гарантирани од државата, морените 80.000, доцентите 60.000 и асистентите 45.000 денари. Квалитетно високо образование подразбира инвестирање во подобри услови за работа, средства и други лабораториски ресурси, но и мотивиран кадар. Токму со оваа мерка ќе се стимулира квалитетот и мотивацијата на универзитетскиот наставен кадар. Да не ни се случува асистенти и доценти од универзитетите да напуштаат наставно-образовен процес и да бараат подобри иднина поради тоа што примањата се 20-25.000 или нешто помалку од тоа. Се обврзуваме на обнова која ќе значи поголеми плати за професорите во основното и средното образование. Тоа подразбира доследно почитување на колективниот договор. Доследно почитување на колективниот договор и повисоки плати на наставно-образовниот кадар во основното и средното образование. Се обврзуваме на обнова која ќе опфати средно стручно образование во функција на стопанството, односно дуално средно образование. Ке пристапиме кон проширување на дуалниот систем на стручното образование по принципот учење преку работа на реално работно место, кој ќе развие и стручни компетенции и вештини за адаптирање во работниот однос. Ваквата реформа ќе овозможи брзо вработување на стручниот кадар во компаниите во Македонија, со соодветно вреднување на трудот на работниците и се разбира ќе го намали иселувањето на млади луѓе од нашата земја.
Ова е многу важно, затоа што на сите состаноци до сега со стопанските комори, без разлика на која стопанска комора станува збор, ова ни беше еден од основните и ни беше една од основните теми на разговора. Тоа е како да се обезбеди квалитетен, повисоко образован, но и пониско образован кадар. Соврзуваме на обнова, која ќе овозможи најмалку еден универзитет во првите 1000 според Шангајската листа за квалитет. Денес нема универзитет од Македонија кој е меѓу 1000 најдобри во светот. Македонија не постои на мапата за квалитет во високото образование. Ние тоа ќе го возможиме. Со најмалку еден универзитет кој според својот квалитет ќе се рангира на Шангајската листа. Да бидеме извозник на наука, да бидеме извозник на знаење. Да се обидеме во нашата држава, во Македонија, на нашите универзитети, да донесеме студенти покрај тие кои што се тука од дома од Македонија, да донесеме студенти од надвор. Луѓе кои што ќе го стекнуваат своето високо образование овдека, во Македонија. Соврзуваме на обнова која ќе донесе зголемување на инвестиции во образованието од 3,7 на 5% од бруто домашниот производ, што ќе значи повеќе пари во образованието. Со оглед дека состојбата на образованието е незадоволителна, неопходно е за оваа област, која е темел и столб на нашата иднина, да се одвојат повеќе средства од буџетот. Покачувањето на стапката од 3,7 на 5% ќе овозможи спроведување на неопходните вистински, не само декларативни реформи во образованието. Соврзуваме на обнова која ќе донесе намалување на данокот на додадена вредност од 18 на 5% во културата. Ова ќе значи повеќе заштеда за граѓаните и повеќе достап на култура. Ова ќе се однесува за уметнички дела, за организирање на културни настани, продажба на билети, за изнајмување на простор, за организирање на културни настани во институциите од културата, а ќе придонесе и за стимулација на самоодржливоста на институциите. Ке повторам, намалување на данокот на додадена вредност во културата од 18 на 5%. Соврзуваме на обнова која ќе опфати изградба на нови театри во Прилеп, Охрид и Скопје. Конечно, Прилеп и Охрид ќе добијат комплетно нови театарски згради, а Скопје уште една нова современа зграда за театар. Соврзуваме на обнова која ќе опфати реконструкција на зградата Музеј на Македонија согласно современите архитектонски стандарди. Повторувам, согласно современите архитектонски стандарди. Соврзуваме на обнова која ќе значи капитален проект за дигитализација на културното и уметничкото наследство. А воедно истото да го зачуваме од заборавот на времето кој ќе стане подостапно за јавност. Соврзуваме на обнова која ќе опфати инвестиција во македонски брендови и креативни индустрии. Ова значи финансирање и системска поддршка за развојот на креативните индустрии во културата како економски ресурс за креирање на нови работни места, приходи и одржлив развој. Соврзуваме на обнова која ќе овозможи делегиран буџет за културните установи. Ова подразбира сигурност во финансирање на проекти во култура, но и мотивација за награда за најуспешните. Соврзуваме на обнова која ќе значи унапредување на македонскиот јазик како наше идентитетско одбележје. Ова опфаќа сет мерки како изработка на корпус на македонскиот јазик, академска граматика, етимолошки речник, поддршка на изданијата за правописот на македонски јазици и така натаму. Соврзуваме на обнова која ќе овозможи стимулирање на бизнис секторот да инвестира во културата. За таа цел ќе направиме измени во постојниот закон, со кој ќе се овозможи повеќе инвестиции на стопанството во сферата на културата, олеснувања кои ќе овозможат поттикнување на бизнисот да насочува повеќе средства во развојни проекти во културата. Поштовани присутни, поштовани представници на медиумите, овој сет на мерки од обновата со кој новата влада ќе обезбеди реформирано квалитетно образование и силна култура. Политизирањето на овие две области мора да се заборави. Стручноста и професионализмот да доминираат со образовните и културните процеси. Ние ќе се бориме за обнова која ќе овозможи повеќе образование и култура, повеќе за наставниците, професорите, младите и студентите, повеќе во културата и уметноста. Соврзуваме на обнова и многу работа. Обнова која ќе донесе нова енергија, надеж и достоинство за идните генерации. Ова е само дел од
проектите и политиките кои што ќе бидат дел од програмата Проект Обнова на Македонија. Тука сакам да ја завршам денешната презентација на овој сет програми и проекти. Доколку имате други прашања, ви стојам на располагање. Ви благодарам на вниманието. Господине Мицковски, кој е вашиот став за промената на имињата на двете училишта во општина Чајри? Како коментирате тоа што Зоран Заев вчера рече дека тоа е незаконска постапка, а денес вели дека е законска? Зоран Заев, немам зошто да го коментирам, бидејќи неговите изјави почнуваат и да ги соборуваат неговите лични рекорди. Гледаме дека за помалку од еден ден почнуваат да се менуваат изјавите, но тоа е тоа. Некоја тема мора да биде тема за да се соскријат сите оние криминални активности, корупција, неиспорака која што се случуваше овие 3 години. Инаку, апсолутно, нашата советничка група во рамките на Советот на општината гласаше против. За нас ставот е дека тоа е направено на незаконит начин на кој што се силуваат процесите во државата и се тоа се случува во предизборен период кога јавноста е сензибилизирана, кога граѓаните се сензибилизирани. Апсолутно не ја гледам потребата вакви работи да се прават сега, кога навистина никој нема од сета оваа работа полза. Едноставно се доведуваме сите ние во една таква позиција кога ќе треба да практично зборуваме на теми кои што не се добри ниту за една етничка заедница која што е во Македонија. Она кое што сум го кажал во минатото, ќе го повторам и денеска. Зоран Заев со неговото однесување скандалозно направи да најголемата етничка заедница во Македонија, македонскиот народ, се чувствуваат граѓани втори ред во сопствената држава. Околу изборните листи, докај се внатре партиските анализи, има ли веќе некои имиња кои што ќе бидат познати, дали вие ќе бидете носител на некој од изборите? Па да, деновиве се привршуваат сите анализи, практично структурата е готова, привршуваат преговорите со коалиционите партнери, дел од коалицијата Обнова на Македонија, стари, дел нови, така натаму, се привршуваат последните консултации во рамките на структурата на партијата. Многу скоро денеска ќе биде познато. Според она кое што го договоривме, во вторник имаме Централен комитет на партијата, која ќе бидат усвоени практично претеничките листи и составот на коалицијата со која што ВМРО-ДПМН ќе настапи на изборите, а во среда веќе ќе имаме настан каде што ќе биде јавна презентација на истите. Па да почекаме до вторник, јавноста ќе дознае. Дали имате добиен одговор на трите барања што ги спорачавте на протестот пред судот? И второто прашање ми е во областа на културата наведовте неколку проекти. Кој е официјалниот став на партијата во поглед на колективниот договор за култура? Ако се знае дека тој треба да стапи на сила на 1 јули. Многу од работниците сега добиваат, сега има јасно да речеме за колку ќе биде зголемена нивната плата и постои огромно незадоволство во делот на систематизацијата и бодувањето. Колективниот договор кој што го потпишала владата треба да се почитува и тука нема никаква дилема. Нити ние имаме, нити било кој треба да има дилема околу тоа дали договорот треба да се почитува или не треба да се почитува. Сето она кое што е барање на културните работници е потребно да се седне еднаш после изборите да се поразговара со нив и да видиме што е она што можеме дополнително ние како влада, затоа што како што кажав и на денешниот прес, културата ќе биде еден од исто така една од точките кои што ќе бидат во самиот епицентар на интерес на следната влада кој што ќе предводи ВМРО-ДПМН. Имајќи предвид дека во изминативе 3 години во културата не е направено ама апсолутно ништо. Кога велам апсолутно ништо, буквално ништо не е направено. Единствено нешто што се правеше по партиски клуци или по национален клуч, би рекол, се делеа проекти каде што повторно сето на кој што е поврзано со најголемата етничка заедница од државата, тоа е македонската, беше ставено во втор план. Тоа кое што ние како влада планираме да го спроведеме се дел од политиките денеска презентирани, дел од политиките ќе бидат содржани во програмата Проект Обнова на Македонија и цениме дека на тој начин културата ќе го добие заслуженото место на место кое што и припаѓа, бидејќи преку културата практично се отсликува едно мултиетничко општество кое што е како што е нашето македонското општество. Преку културата ние ги имаме
можеби најуспешните амбасадори надвор од границите на нашата држава. И она кое што е мој став, но и став на ВМРО-ДПМН и коалицијата е дека културата треба да биде една од оние водечки точки кои што ќе бидат во епицентарот на вниманието на следната влада. Дел од тие проекти и политики кои што планираме да ги водиме, самото тоа што кажавме намалување на данокот на додадена вредност е доволен стимуланс за културните работници, но и луѓето кои што орбитрираат во и надвор од културата да го почувствуваат како еден инсентив, бенефит кој што идната влада на ВМРО-ДПМН планира да го спроведе во делот на културата. Првото прашање беше поврзано со барањата. За жал, секогаш кога навистина треба да се имплементираат заложбите на СДСМ и Зоран Заев во борбата против криминалот и корупцијата, гледаме дека од таму единствено нешто што може да дојде е тишина, апсолутна тишина. Нема никаков, буквално никаков одговор на нашите барања, затоа што се уплашени, нели? Затоа што знаат дека доколку се соочат со тие барања, тогаш одговорноста не им бега. Но колку и да ги игнорираат, остануваат помалку 40 на дена до 12 април, кога народот гласно ќе зборува, а после 12 април ќе не можат да ги игнорираат, бидејќи политичката реалност во Македонија ќе биде поинаква и тогаш ќе мора да се соочат со сите неуспеси, криминал и корупција, кои што понижување и омаловажување кои што ги генерира изминативе 3 години. Господине Мицковски, во градот веќе гледаме дека има билборди и оцрнување на другата партија, всушност во овој случај СДСМ. Дали ќе продолжите со ваквата кампања? Јас наистина не можам да се сложам со вас дека е тоа оцрнување, тоа е само констатирање на реалноста. Како што ја констатираме реалноста на сите полиња, така ја констатираме и таа реалност, каде што лидерот на партијата која што е практично наш политички опонент во својство на градоначалник на една општина, самиот кажува тоа што го кажува таму на билбордот. Јас не знам, тоа ако вистината ги боли, тогаш еве нека се разбере тоа како оцрнување. Но знаете што се случи во текот на вчерашниот ден и во текот на денот за вчерашниот ден? Се боядисуваат тие билборди, пазете, тоа е кривично дело. А вчера дури и се палеа. И сега ние зборуваме за држава која што пледира утре да отпочне преговори со Европската унија, а критиката вие не можете да ја достоинствено понесете. И што правите? Организирате луѓе кои што одат и ги палат. Еве вчера полицијата фати на неколку места луѓе кои што ги палат, не ги боядисуваат, ги палат, замислете. И ние зборуваме за фери демократски избори. И тие млади луѓе, користам оваа прилика да им порачам прилика, и на тие наредбодавачите. После 12 април ќе има одговорност. Тогаш нема бегање. Нека се сетат на сликата Катица Јанева со качулката на глава и лисиците на рака и како Зоран Заев се откажува нез. Нека го имаат тоа пред очи. Ако мислат дека сега ќе им слугуваат така што ќе ги палат билбордите и критиката ќе ја замолчуваат во оваа држава, треба да се свесни дека после 12 април нема бегање. Тој ќе има имунитет во парламентот, ама тие ќе треба да се соочат со одговорноста. Би им порачал да бидат достоинствени, да прифатат критиката, да не уништуваат приватен имот, кривична одговорност имаат. Нека не слушаат слепо наредби од луѓе кои што ќе треба да се соочат со одговорност после 12 април. Ова е од мене порака до сите тие луѓе кои што денеска се изманипулирани од страна на малкумина, кои што се уплашени од таа одговорност. Немојте тоа да го правите. Немојте тоа да го правите. Не е добро. Уште едно прашање, Дуј сака да го врати принципот победник со победник. Кој е вашиот став за ова? Дали и вие исто така ќе сакате на ваков принцип да одите? Ние по тоа прашање сме го кажале нашиот став. Немам нити што да додам, нити што да одземам. Мислам дека секоја политичка партија која што има програма слична на ВМРО-ДПМН, има визија за иднината слична на ВМРО-ДПМН, а и ВМРО-ДПМН има програма која што ќе биде компатибилна со потенцијалниот коалиционен партнер, добре дојден, без разлика кој е, од каде и така натаму. Тоа сме го кажале во минатото и стоиме непроменети сме по тоа прашање.
Господин Мицкоски, имам две прашања. Всушност, за едното имам дилема. Вчера во Карпош се појавија памфлети со равенство. Вие се поизедначувате со господин Груевски, се навраќа назад на политиките на ВМРО-ДПМН, не знам, криминалните политики или на ВМРО-ДПМН, така што има некаков одговор од другата страна во тој дел на црната кампања. Оценувате ли дека треба вака да се продолжи? Еве, велите дека билбордите, тоа го кажал Заев, и сте ставиле билборди кои што се оценуваат како црна кампања. Но од друга страна имаме и од другите учесници во изборите некои чекори кои што не одат во насока на, да кажам, на фер избори. Еве, демократски можеби не, но на фер избори. Тоа е моето прво прашање. И второто прашање, на 26 март треба да биде донесена одлука за отпочнување преговори за датум. Како се најавува, нели? Како оваа одлука би можела да влијае на текот на кампањата и на изборите понатаму и како го коментирате вчерашниот дополнителен извештај од страна на Европската комисија, бидејќи очигледно тоа може да смени одредени работи, одредени текови, не само во кампањата, понатаму и во однесувањето и во текот на реформите и во она што ќе го работи следната влада, која и да е, што ќе биде избрана на изборите на 12 април. Благодарам. Видете, што се однесува до ова што вие го нарековте кампања, каде што се појавуваат определени летоци, каде што се изеначувам јас со мојот претходник, отприлика претпоставам дека тоа е стратегијата на СДСМ, на Зоран Заев, да прави реминисценција на лажни вести, на нешто што е апсолутно надвор од реалноста, и тоа воопшто не може да се изедначи со ова сега што го зборувавме како одговор на прашањето на вашата колешка, бидејќи не е точно. Бидејќи не е точно, но еве ќе оставам граѓаните да проценат која вистина е вистинската вистина. Дали онаа која што е на тие билборди кои што се палат или оваа која што ја испраќа како порака Зоран Заев преку овие летоци. Тие се тие кои што на крајот од денот треба да одлучат на 12 април како ќе гласаат. Јас верувам во мудроста на граѓаните, верувам во нашата понуда како политичка партија и верувам дека ВМРО-ДПМН ќе биде победник на 12 април на предвремените парламентарни избори и тоа ќе биде убедлив победник на тие избори. Така што, еве, јас немам што повеќе да им посакам од тоа, да кажам дека ние нема да ги палиме, ние нема да ги кинеме, ние нема да ги бојадисуваме, доколку одлучат да тераат таква кампања, со среќа нека им е. Практично немам никаква забелешка на тоа. Тоа е тоа. Рековме, ние ќе се сочиме, подготвени сме на се. Ме прашавте околу датата за добивање на преговори. Видете, она што е важно е дека и да дојде таа дата. Дај Боже, повторно ќе кажам, да дојде, да отпочне процесот практично на интегрирање на Македонија во рамките на Европската унија, ќе го води нова влада, која што ќе ја предводи ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН многу пати во минатото работеше и ќе продолжи да работи, да се случи тоа, за да можеме официјално да отпочнеме, па макар и по новата реверзибилна методологија. Доколку остане Зоран Заев да биде тој кој што ќе ги води тие преговори, реверзибилната методологија подразбира дека тоа ќе биде една приказна без крај. Практично никогаш нема да дојдеме до местото каде што одамна го заслужуваме, тоа да бидеме дел од европското семејство. Но среќа што ќе се случи промена после 12 април, нова влада, одговорна влада предводена од ВМРО-ДПМН, ќе ги спроведе неопходните реформи и на брза трака ќе ја однесе Македонија таму каде што е местото. Така што ставот на ВМРО-ДПМН никогаш во минатото, ниту пак во иднина ќе биде променен, дека ние треба како држава, како граѓани да добиеме, а тоа што се обидуваат сега да го приватизираат Зоран Заев, Никола Димитров и останатите, па шетаат по светот, па ја обвинуваат опозицијата, ја кодошат со лажни вести, со дезинформации, па користат при тоа државна инфраструктура, злоупотребуваат буџет, за тоа одговорност после 12 април ќе се поведе. А сега, ако одбрале таква кампања, слободно нека тераат и тука им посакувам среќа. Но на кое што е важно е да ние како држава, како народ, го добиеме нашето заслужено место во рамките на европското семејство на народите,
Среќа е што после 12 април доаѓа промена и среќа е што влада која што знае како да ги спроведе тие реформи и се покажала во минатото ќе однесе на брза трака Македонија таму каде што е местото. Јас го прочитав последниот, би рекол, скратен извештај кој што е испорачен од Канцеларијата на Европската Унија во нашата држава до Брисел. И единствено нешто за што можам да се сложам со тој извештај е делот во кој што се бара да се отпочне овој процес. Со ништо друго, за жал не можам да се сложам, бидејќи ни од далеку, ни од блиску не ја отсликува вистинската вистина во државата. Но имаме единствено нешто кое што е заедничко со тој извештај, а тоа е дека народот во оваа држава, граѓаните и државата заслужуваат да го отпочнат процесот на интеграција во рамките на Европската Унија и ќе повторам и тука ќе завршам, среќа што доаѓа нова влада после 12 април, доколку добиеме почеток на еден таков процес, ќе може многу побрзо да однесе нашата држава таму каде што е место. Господине Мицкоски, внимателно слушав кога најавувавте на кој начин ќе реформирате во културата и образованието. Посебно ме заинтересира моментот кога рековте дека ќе се обнови зградата на Музеот на Македонија и тоа во современ архитектонски стил. Дали може да констатираме дека ВМРО ДПМН се откажува од барокот по една деценија од прилика во која тоа беше омилениот стил на оваа партија? Не, на оваа партија дали бил омилен стил или не бил, не знам, но тоа било, предпоставувам, проектна задача врз основа на која тогашните архитекти правеле проект, а изведувачите изведувале по тој проект. Така што предпоставувам дека тоа останало како обврска на тие луѓе кои што ги правеле тие проекти и на тие луѓе кои што ги изведувале тие проекти. Она кое што ние во програмата го имаме предвидено како партиска комисија за култура, како стратешки соработници во областа на културата, но истовремено и како политичка партија и како коалиција над се пред се, е дека овој проект треба да биде реформиран, модернизиран и обновен во духот на тоа што кажав на денешната пресконференција. Господине Мицкоски, ќе ве вратам пак на прашањето за училиштата во Чаир. Ова прашање од 2011, ако не се лажам, и два пати во тоа време ваш кадар Спиро Ристовски во образованието ја поништуваше одлуката за преименување во финална верзија, во финален рок. Дали ова значи дека имате нешто против имињата конкретно или навистина процедурата е како кажавте незаконска? Ја не можам да коментирам имиња, јас коментирам процедура. И вие не можете да ви бидат поважни имињата да ги промените како Министерство за образование, а при тоа да не ви текне дека треба да се реформира и реконструира гимназијата Кирил Печиновиќ во Тетово, да речем. И да живеете со лагата што сте ја кажале пред 2 години, дека ќе реформирате гимназијата и ќе модернизирате гимназијата Кирил Печиновиќ во Тетово, а до ден денеска учениците во Тетово таа гимназија да учат по современи контейнери, би ги нарекол така, во субстандардни услови. Ако во нашиот образовен процес имињата на училиштата се суштински, а не квалитетот на наставата, тогаш ние живееме во едни други времиња. Не живееме во 21 век и не гледаме напред, туку гледаме назад. Јас сакам да гледам напред. Јас повеќе би сакал тие училишта да се полни со ученици, јас повеќе би сакал да имам натре повеќе нагледни и образовни средства, да може да добиваат квалитетно образование и не само таму, секаде во Македонија, отколку сега пред избори на 38 дена да го слушаме Зоран Заев како се препелка те вака било, те така било. А од трета страна да гледаме дека во Тетово, во гимназијата Кирил Печиновиќ се уште учениците учат во субстандардни услови. И ова нема никаква, ама апсолутно никаква поврзаност ниту со имиња, ниту со било што. Едноставно, процедура е во прашање. Не може ние незаконски да постапуваме, а од друга страна да гледаме како во образованието за едни има, за други нема. Тоа не може. И ние тоа да го премолчуваме.